Што е заедничко за балоните кои летаат, неонските знаци и одредени светилки? Сите тие се исполнети со благородни гасови. Во ова видео ќе научиш за благородните гасови, нивните својства и нивната употреба. Благородните гасови се наоѓаат во групата 18 на елементите: хелиум, неон, аргон, криптон, ксенон и радон. Овие елементи се познати по тоа што имаат целосно пополнет валентен слој со електрони. Хелиумот има 2 валентни електрони, додека другите благородни гасови имаат по 8 валентни електрони. Сите благородни гасови имаат целосно пополнети валентни слоеви и поради тоа тие се многу стабилни елементи. Всушност, тие се толку стабилни што хемичарите во минатото мислеле дека не можат да реагираат со други елементи. Поради тоа, тие биле наречени инертни или нереактивни гасови. Денес знаеме дека некои благородни гасови сепак можат да реагираат и да образуваат некои соединенија. Од таа причина, денес елементите од оваа група се нарекуваат благородни гасови наместо инертни гасови. Сите благородни гасови се безбојни и моноатомски, што значи дека постојат како единечни атоми. Движејќи се надолу во групата, бројот на електронски слоеви се зголемува за 1. Затоа, како што се оди надолу во групата, така атомот станува поголем. Големината на атомот влијае врз температурата на вриење. Температурите на вриење се зголемуваат, бидејќи меѓумолекулските сили помеѓу поголемите атоми со повеќе електрони се поголеми од тие помеѓу помалите атоми со неколку електрони. Исто така, движејќи се надолу во групата, густината на гасовите се зголемува, затоа што поголемите атоми зафаќаат повеќе простор во определен волум. Посебна карактеристика на благородните гасови е тоа што тие се многу стабилни и нереактивни. Поради тоа, благородните гасови имаат многу практични примени во секојдневниот живот. Најверојатно сте слушнале за хелиумот, гасот што се користи за полнење на балони на забави. Бидејќи тој има помала густина од воздухот, балоните лебдат. Поради ова својство, хелиумот се користи за полнење на воздушни летала. Благородните гасови имаат многу интересни примени во индустријата. Криптон и ксенон се користат во некои типови ласери и за производство на рамни екрани. Од 90-тите се зголемува употребата на ксенон за фаровите на автомобилите со цел да се зголеми безбедноста на патиштата. Ксенонските лампи произведуваат многу сјајна светлина и ги зголемуваат контрастите и видливоста на боите. Иако е многу инертен, кога електрична струја ќе помине низ неон, тој испушта светло-портокалова светлина. Светилките се полни со аргон. За разлика од воздухот, аргонот не реагира со волфрамовото влакно. Благородните гасови исто така се применуваат и во медицината. Ксенон е ефикасен природен анестетик. Им помага на лекарите да го одржат крвниот притисок и срцевата фреквенција на пациентот за време на операциите и има малку несакани ефекти. Од друга страна, радонот е многу радиоактивен. Поради оваа карактеристика, тој се користи во радиотерапија за лекување на рак. Овие се примери на вообичаена примена на благородни гасови, но тие често имаат и поширока употреба. Криптонот понекогаш се применува за пополнување на просторот при двојно застаклување. Криптонот, поставен помеѓу 2 стаклени панели, овозможува многу подобра изолација од воздухот, бидејќи има помала топлинска спроводливост од воздухот. Во вселенската индустрија ксенон се користи како гориво, што помага во управувањето на сателитите на нивните орбитални патеки. Тој овозможува сателитот да почне да се движи. Сега ги знаеш основите за благородните гасови. Елементите од група 18, позната и како нулта група. Стабилноста е една од нивните главни карактеристики, која им овозможува многу различни примени во секојдневниот живот. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.